Добро вечер, почитувани. Божи благослов да сите и сакам ова вечер на вистина да ве поздравам во името на Господа нашиот Бог. Почитувани слушатели, би сакал оваа вечер на вистина да ви посакам благослов Божи. И на вистина е убаво што можеме да бидеме и ова вечер заедно, за да можеме заедно да се поучуваме од неговиот, се разбира, збор Божи. Почитувани слушатели, ако денеска нешто е утеха за нашиот живот, ако си разочаран, обесхрабрен во овие тешки времиња, сепак емисијата Гласот на вистината може да те урасположи, да го расположи твоето срце, да го расположи твојот дух, затоа што всушност твојата душа им е потребно Слово Божјо. Им се потребни зборови Господови, им е потребен Господ. Понекогаш покушуваме нашите разочарувања да ги бараме на други места. Покушуваме да најдеме начин како можеме да се расположиме од нашата разочараност, од нашата агонија која го следи нашиот живот. Но најчесто пати грешиме кога се обраќаме во спротивна насока. Всушност кога се наоѓаме во ќор сокак. Овие нешта не носат во ќор сокак. Затоа е многу битно да знаеме дека имаме помошник. Имаме утешител, а тоа е Светиот Дух, Господ од небото. Библијата зборува за овие нешта, дека кога ќе се наоѓаме во едно вакво време, Бог е тука да ни помогне. Затоа Исус вели подобро е да си заминам јас, за да ви го испратам утешителот. Почитувани слушатели, проблемите, грижите и убавината на животот се дел од нашиот живот. Сите препреки кои се пред нас се дел од нашиот живот. Но тоа не значи дека треба да престанеме да одиме напред кон целта за која што ние сме повикани. Бог има план со нашиот живот. Тој има цел со нашиот живот. Како што кажав, зборуваме за големите прашања. Од каде сум, зошто сум на овој свет и каде е после смртта. Се уште се занимаваме со ова второ прашање. Ја верувам дека дадовме доволни докази, доволно аргументиравме од каде доаѓаме. Но исто така многу битно е зошто ние денес сме тука на овој свет. Дали сме по наша воља тука или по Божја воља? Тоа се крупни прашања. Затоа Библијата може да даде најсоодветни одговори, се разбира, на нашите прашања. Но кога ќе го читаме Словото Господово, ние ќе го откриеме, всушност ќе откриеме која е Божјата намера за нашиот живот. Што Бог од нас сака. И тој е миродавен и тој сака да ни открие првенствено дека Бог не создал, не креирал, не само заради тоа што тој има план и цел со нашиот живот. Не, затоа што тој не сака првенствено и не љуби. Зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, да секој што верува во него не да погине, меѓутоа се разбира да има живот вечен. Почитувани слушатели, зборуваме како што кажав дека ние сме создадени од Бога и за Бога. Ово вечер е нашата тема. Од Бога за Бога ние сме креирани. За жал, голем дел на граѓани, голем дел на луѓе во светот не знаат зошто се создадени. Која е Божјата намера за нивниот живот? Тие сметаат дека по некој случаен пат се тука и дека можат да се опуштат да живеат еден таков слободен живот, еден раскошен живот. И тоа е се. Но Библијата зборува дека има нешто повеќе. Затоа е многу важно да го читаме Словото Господово и се разбира да ја слушаме емисијата Гласот на вистината. Ти си создаден од Бога и за Бога е вечерашната тема. Се започнува од Бог. Или се започнува со Бога. Ние ќе отвориме во Колосјаните првата глава, ќе го читаме 15-тиот и 16-тиот, се разбира, стих. И еве што ни вели Словото Господово. Тоа е слика на невидливиот Бог, првороден
од секое создание, бидејќи преку него е создадено се што е на небесата и се што е на земјата, видливо и невидливо, било престоли, било господства, било началства, било власти, се е преку него и за него создадено, вели Библијата. Тој е пред се и се во него постои и се е преку него, се разбира, создадено. Почитувани слушатели, се е за него создадено, се од него потекнува. Тој е креаторот, тој е создателот, не само на овој свет. Ние видовме, туку Бог го твори човекот со својата рака. Го твори како круна на своето, се разбира, создавање. Затоа треба да се радуваме кога Господ ќе ни овозможи да можеме да го славиме и да го прославуваме, се разбира, него. Како што кажав, сакам оваа вечер да зборуваме дека ние сме создадени од Бога и за Бога и дека се започнува од Господа. Но меѓутоа, она што е многу важно, Библијата, тоа е многу важно, се разбира, да го знаеме. Оваа книга не е за тоа како да си помогнеш себе си. Не станува збор за твоето наоѓање на вистинската кариера, останувањето или остварувањето на твоите соништа или за планирање на твојот живот. Ниту пак се работи за протерување на твојот живот со нови дополнителни активности. Оваа книга всушност ќе те научи како да си го олесниш животот, со тоа што ќе се фокусираш на она што е многу битно, на она што е многу важно. Се работи за тоа да станеш она што Бог те создал, се разбира, да бидеш. Значи, да станеш за она што Бог, се разбира, те креирал или сепак те создал. Како да ја откриеш целта за која ти си создаден? Значи, дискутираме целото време. Значи, како можеме да ја откриеме целта за која ние сме создадени? Само преку него, лично преку Бога, ние можеме да откриеме во молитва, барајки помош од Господа, да ја открие неговата цел, се разбира, за нашиот живот. Тоа е прва работа, но основна работа, целта за нашиот живот е откриена, се разбира, во Светото Писмо. И затоа е многу битно да го читаме Словото на нашиот Господ и Спасител Исус Христос. За среќа имаме алтернатива на спекулации за смислата на животот. И тоа е ново откровение. Кога зборуваме за смислата на животот, најчесто пати зборуваме дека треба да се фокусираме на Словото Господово. Но она што сакам да ви препорачам, почитувани слушатели, кои што вие слушате емисијата Гласот на вистината, да ја читате книгата на проповедникот или книгата Пословици и ќе откриете која е смислата на животот. Всушност, дали има смисла нашиот живот, која е Божјата цел. Но исто така е многу важно да знаеме, писателот, проповедникот открива кога Бог не е дел од нашиот живот. Затоа убаво е да ја читате книгата, се разбира, на проповедникот и таму ќе имате нови благословени откритија. Може да се види што Бог открива за животот во неговото слово. Најлесен начин да се открие целта, функцијата на секој откритие е да се праша Создателот на тој изум. Исто се однесува за откривање на смислата на животот или смислата на твојот живот. Затоа прашај го Бог, се разбира. Бог не оставил да лутаме во темнина, да се прашуваме, да препоставуваме. Тој многу јасно и гласно ни ги открива нештата за нашиот живот, се разбира во Библијата. Библијата е како упатство за работа, објаснувајќи зошто сме живи, како функционира животот, што е да се избегне и што е да се очекува, се разбира, во иднината. Таа објаснува оние работи што остануваат како филозофски книги и ни помага како можеме, се разбира, да ја видиме суштината на животот. Бог не е само почетна точка во твојот живот, туку тој е изворот
и на твојот живот, се разбира. Затоа, почитувани слушатели, ќе отвориме во првата книга на Мојсе, книгата Постанок, втората глава. Бог е изворот на твојот и на мојот живот. И затоа тој најдобро те познава. Затоа што тој е создател и тој ја знае намерата, зошто ти си на овој свет и зошто си креиран и создаден. Како што рековме, дека од него протекнува животот. Тој е изворот на животот. Еве читавме ние и повторно ќе прочитаме во книгата Создавање, втората глава, 7 стих вели: И Господ Бог го создаде човекот од земен прав и му дувна во лицето дух животен и човекот, се разбира, стана жива душа. Потоа ќе откријаме во Новиот Завет како апостолот Петар, кој бил инспириран од Духот Свети, повикан од Бога, се разбира, да го проповеда Словото Господово. Кога Духот Свети слегнал врз учениците, гледате како Петар им се обраќа на толпата народ кој го слушале во тоа време. Им вели: А го убивте зачетокот на животот, кого Бог го воскресна од мртвите и за кој сме ние сведоци. Гледаме дека Библијата зборува дека зачетокот на животот или изворот на животот потекнува од самиот Господ Бог. И тоа е многу важно да го знаеме сето ова, дека од Бог, се разбира, се потекнува. Почитувани слушатели, затоа ќе зборуваме наредната емисија, ако даде Господ, за неколку причини зошто ние сме создадени. Имајте убава благословена вечер и Господ нека биде со вас. Пријатно.